ако мислат дека ќе се обидат на етничка карта да играат и на политиканство кое што вчера се обидува со тие полноќни пресконференции. Од дома зушки ќе ги вадим. Ова е само дел од изјавата на премиерот која беше причина за да реагира екс-подпредседателката на движењето Беса, Беса Кадрију. Таа на Facebook напиша дека Мицкоски наместо да ја адресира одговорноста на актуелната влада за институционалните потфрлања и издавањето на лиценците на неодговорен начин, тој продолжува да го префрла фокусот на минатото. Јавниот речник кој го користеше премиерот е на ниско ниво, со јасен националистички тон во позадина. Овој пристап не само што не носи решение, туку ги продлабочува преписките и ги оддалечува институциите од нивното реално функционирање. Тоа што се забележа од почетокот на ова владење е јасен знак на пристапот на клучните институции кон албанците. Кога Кадрију го напиша ова, незиното име и слика се уште беа на веб страната на движењето Беса како подпредседателка на партијата, но откако медиумите ја спомнаа како подпредседателка, движењето Беса ја избриша од веб страната и излезе со објаснување дека Беса Кадрију не е подпредседател на партијата и во последните пишувања не изнесува партиски ставови туку своји лични. Господја Кадрију поднесе оставка од сите органи на партијата на седницата одржана на Централното собрание на партијата на ден 1.6.2024. Инаку движењето Беса силно го поддржува секој напор на државните органи за разјаснување на секој детал во врска со трагичниот настан во Кочани и посебно ги охрабрува органите на правдата да бидат што поефикасни во нивната работа. Запрашана за ова, Кадрију за ТВ21 изјави дека се повлекла од движењето Беса од тогаш кога се одвиваа разговорите за новата влада, разговори и одлуки кои според неа биле донесени надвор од партиските структури. За незиниот став кон Мицкоски, Беса Кадрију повтори дека Мицкоски прво мора да преземе одговорност, па потоа да се бара одговорност и од поранешната извршна власт. Unë kam reagu edhe atëherë, edhe reagoj edhe sot, edhe do të vazhdoj të reagoj në çdo moment kur gishti do të drejtohet vetëm ka shqiptarët. Jo, Mickoski është kryeministër dhe në qoftë se ai e ka pas shumicën dhe krekoset me atë shumicë dhe ka lujt në kartën e nacionalizmit, nuk duhet ta drejtoj gishtin nga shqiptarët, se nuk janë vetëm shqiptarët ato që digjen institucione dhe nuk mbar askush përgjegjësi. Është një vit ai që ka pozitë, është një vit kryeministër i këtij vendi. Инаку Беса Кадрију продолжува да биде советник во општина Тетово од редовите на движењето Беса, функција од која не се откажала, бидејќи како што вели, тоа е доверба што ја добила од граѓаните.